Сергеј меѓувреме ми пиша, страна 38. Значи тоа е ова, од оваа книга, Летот на шаторските крила, на страна 38, да видам што го фасцинирало Сергеј. Предлог за воведување во оперативна обработка за лицето Филип Тихомир Петровски, кога се прашуваат на што ми е тоа Т на Facebook, тоа е Т. Филип Тихомир Петровски, роден тогаш во Куманово, македонски државјанин. Лицето ќе се води под псевдонимот Марта. Вика, од расположивите сознанија, кои се оперативно потврдени, недвосмислено го потврдуваат фактот дека Филип Петровски се пројавува како еден од главните креатори и организатори на екстремните активности од позиции на македонски екстремизам во нашето подрачје и пошироко. Истиот како истомисленик и припадник на групацијата на носителот, и тука е прешкртано, сега ќе видите, само да стигне превод, значи тука се прешкртани имења, ова е во книгата е поместено досието како што го имам во оригинал, подигнато од полицијата. Имено во 1999 година, кога бев пратеник, донесовме закон со кој што се законски се овозможи да сите што се следени од страна на тајните служби можат да отидат и да побараат доколку биле следени, да утврдат дали биле следени и да побараат копија од досието што е правено за нив од политички причини. Значи, не поради нарушување на законите или криминал, туку од политички причини и идеолошки, како неистомисленици на системот. И вака го добив, ова е оригиналното досие, папката што си имам ја, што ми ја даде полицијата. Значи, овде, како што ќе видите, се подцртани началниците која дал наредбата и така натаму. Значи, све што гледате дека е подцртано, тоа се оперативни работници од страна на тајните служби и други луѓе кои што се следени. Значи, веројатно Љупчо, ВМРО и така натаму. И вика, остварува чести контакти со прецртано и други лица опфатени во прецртано, како при што активна улога во планирањето и изведувањето активности насочени кон насилна промена на уставно утврдениот поредок и загрозување на демократските институции на државата. Слушайте го, имено Петровски со своето однесување се диференцира како човек кој поттикнува на екстремно однесување, истакнувајќи се како предводник. Целта на заведувањето во оперативна обработка е да се потврдат и дополнат овие сознанија за да се изготви валидна судска документација заради попречување и оневозможување на неговата екстремна активност. Лицето ќе се води под псевдонимот Марта. Оперативната обработка ќе води инспектор прецртано од ДБК Куманово.